Се враќаме во емисијата 60 минути на спортот, се живее од оризот од земјоделието, но се живее и од некои други нешта кои ни даваат смисла на животот. Една од тие причини или од тие фактори кои даваат смисла на животот е спортот, а особено оние спортски дисциплини кои имаат резултати, предизвикуваат чувство на радост, на гордост, на себе воскликнување. Штип е еден од градовите кои, меѓу ретките во Македонија, кои со години е негова пинг-понгарската традиција. Некојаш клубот беше Брегалница, па беше Мак Промет, па се случуваа некои работи кои не се благопријатни, но сега Штип има шампион, тој е шампион во екипата ФА шампиони, чиј представник во денешниот разговор ни е господин Сашко Богатинов, професор по физичко воспитување, како се вели сега стручно, не било физичко воспитање. Професор по спорт и спортски активности. Спортски активности. Да. Сашко, благодарно што се одзва, честитки за титулата. Вие сте најмладиот клуб во Македонија и воедно и најмлад шампион на Македонија. Веднаш дојдовте во ситуација да се борите за шампионска титула и не чекавте 5 минути да поминат. Да. Како дојде целата оваа приказна со ФА шампиони за оваа сезона? Така, благодарност до вас и до вашата телевизија, која ме покани за да гостувам во вашата емисија. И морам да упатам голема благодарност до вашата телевизија, бидејќи преку целата година не следеше, ги објавуваше нашите резултати и со видеоматеријали, така да целата штипска и регионална јавност во нашата држава да се запознае дека во градот Штип почнува да воскреснува пинг-понгот, така да нашиот клуб шампион ФА стана и најмлад шампион на Република Македонија и запишан во историјата како клуб кој без пораз ги завршил надпреварувањата и освоил титулата државен правак. Морам да прашам, тоа се резултира на екстра квалитет на екипата или на слаб квалитет на останатите? Така. Значи, видите, нашиот клуб можеби кога ќе кажеме дека е нов, само 3 години, тоа е клуб кој е само пред 3 години регистриран, меѓутоа во него членуваат сите пинг-понгари кои се еминент, мислам со големо реноме, учесници на светски првенства, на европски првенства, до освојувачи на титули, на медали и со големо, огромно искуство. И резултатот беше дури и задоцнет, ние се надевавме уште во првата година дека ќе бидеме. Кога почна да ги кажуваме, да ги спомнаме сите кои се директно вклучени и инволвирани во процесот освојување на шампионската титула. Па видите, моите соиграчи, Филип Младеновски, Кралев Александар, Димитриевски Зоран, пред 3 години се така состанавме во еден разговор, игравме во повеќе различни клубови во Република Македонија, јас во работнички освоив титули, другите играа во повеќе други клубови и наеднаш рековме Штип згаснува со пинг-понгот и моравме да го вратиме приматот најдобри во Република Македонија и се договоривме да формираме клуб кој ќе се надпреварува прво во втората лига. Експресно се вративме во Суперлигата, такви беа правилата и минатата година бевме трети, додека се уште бевме неконсолидирани, се уште немавме стабилизиран клубот од организацијски немавме организацијски никакви услови за работа, меѓутоа оваа година можам да кажам што истите услови се изборивме за минимално подобри услови, меѓутоа не фати и најетот да ние нашиот квалитет, нашето знаење, Филип Младеновски, Кралев Александар и Зоран Димитриевски, заедно со помош на Драги Јорданов, Момчило Смолич, Зоран Штрков, кои се дел од нас, кои цела година не поттикнуваат, ни даваат сила, ни даваат морална поддршка и ете резултатите беа неизбежни. Нашето искуство го покажавме, нашето знаење, нашиот талент, нашата умешност во пинг-понгарската игра, бидејќи тоа е нов клуб со искусни, проверени борци, така да речем. И лигата во Република Македонија моментално е доста силна, иако така медиумски не е многу покриена во низ цела Македонија. Добро, можеби тоа има влијание, нели? Да, точно така, меѓутоа 5-6 клуба се бореа за плейоф на преварите. Ние во регуларниот дел 14 утакмици, 14 победи. Ние уште првиот пат и практично кога го победивме директниот конкурент за титулата Работнички од Скопје, мојот бивши клуб, бевме и практично први, меѓутоа со последното коло победа над Влае,
Фармахем ние веќе ја освоивме и теоретски. Така да плей-офот во кој го организиравме во Штип беше една формалност, но и таму ги забележавме сите 3 победи. Морам да упатам голема благодарност до гимназијата Славчо Стоеменски и директорот Ристо Петковски, кој ни овозможи едни фантастични услови да овој плей-оф надпревар го организираме безпрекорно во едни професионални услови, каде сите клубови кои беа наши гости овде на плей-офот се почувствуваа удобно и ја покажа својата техника и знаење. И едно што морам да потенцирам, сите сакаа да не победат. Ама апсолутна мотивацијата. Колку се екипи имаше на плей-офот, да подсетиме? На плей-офот учествуваат 4 најдобри екипи, значи Шампион ФА, потоа Работнички од Скопје, Младост од Прилеп и Нец Телеком од Скопје. Играчи кои во нивните состави имаат и младински прваци и во првите шампион на Македонија, вице шампион на Македонија, тука е еден Лашковски Андреј, тука е шампион на Македонија во младинска Кристијан Јованов, Лашковски. Така да играчи проверени како Димитрije Жоговски кои на времето настапува и во Југословенската лига, тоа се играчи кои го негуваат пинг-понгот и постојано играат, тренираат и постигнуваат резултати. Ние се надминавме себе си, не само што станавме технички и шампиони на Република Македонија, ние сме и морални победници. Зошто? Затоа што сите тие клубови кои влегува во плей-оф имаат финансиска подкрепа. Ние, како клуб, самите играчи, се финансиравме за да купиме опрема, за да отидеме на надпреварите, да отидеме на турнири и да освоиме титули и титулата. Тоа е редок момент кога самите надпреварувачи, исто како да речем фудбалерите на Брегалница, да дадат пари за да го организираат своето учество или така, своето љубовта е голема кон овој спорт. Еве играчите кои ги наброив и спортските работници во пинг-понгот, еден Михајло Балов кој има 80 години, творец на штипскиот пинг-понг од 1950 година, објави и книга за творењето на во пинг-понгот и верувате дека тој, кога веќе тој е во нашиот клуб, ние останатите со таква љубов и со собствени средства, можем и точната сума да ви кажам, еве, издвоивме околу секој од нас со по 300 евра, со 100.000 денари, станавме шампиони на Република Македонија. Буквално 100.000 денари, шампиони на Македонија. Точно. Се обративме на повеќе места, многу пати се обративме и до локалната самоуправа, не наидовме на разбирање, бидејќи не знам, не имало некои процедури каде нашите барања застануваат. Ние дури на крајот баравме само еден услови за тренирање, да немаме никакви финансии, само услови за тренирање на сала, термини. Меѓутоа и во тој дел не бевме помогнати, но се надеваме но уште повеќе е фати најат од пазинат шампионските. Така, па еден инајат не фати, бидејќи навистина ние ова по 30 години го твориме и го работиме. Имаме, знаеме, верувавме во нас, квалитетот е на наша страна и знаевме дека ќе освоиме титулата пред време, бидејќи сплотени сме, заедно исто размислуваме, имаме иста цел, имаме визија и мислам дека не можеше ништо да не спречи. Така да парите се второстепени, иако ги нема. Да, ама докажете дека и со многу љубов и со малку пари може да биде во Македонија. Затоа еве еден апел ги апелирам до Комисијата за спорт и до сите релевантни фактори кои кога се распределуваат средствата барем минимум за пинг-понгот, за нашиот клуб Шампион ФА, за да можеме да обстоиме и да работиме. Ние сме шампиони. Единствениот шампион. Со самофинансирање од својот. Зборам, вие сте единствената екипа која е првак на Македонија, барем колку што ме држат информациите во сите спортски дисциплини, оваа година ЕФА шампиони е досега единствениот последен шампион така, мислам, како екипа. Да, ќе те прегам бидејќи мислам дека и боксерите на Баргала. Можно е бидејќи не ги знам деталите, да, останатите клубови да не ми замерат, меѓутоа нема ништо побаво кога ќе освоиш шампионската титула, тие емоции, кога ќе ги примиш медалите, пехарот, преодниот пехар и нема ништо поубаво, така да се заборава и маките и проблемите и пак се надевам дека од наредната година ние нема да го расториме клубот. Ние ќе продолжиме со нашиот инајет, сами ќе се финансираме ако никој не ни помогне и пак ќе освојуваме титули. Имаме дечиња, сега и во младинска, во пионерска конкуренција бесплатно може да дојдат да тренираат, што ретко кој од другите клубови им земаат одредени средства, ние не земаме пари. Тренираме во просториите во трговскиот центар позади Angels кафе,
Тоа е бивша конфекција, каде имаме поставено наши пинг-понгарски маси, имаме од повеќе категории деца, тренираме, работиме, бесплатно може да дојдат и техниката ќе ја научат за 2-3 години, потоа тактичкиот дел, сето тоа ќе им предонесе да се развиваат добро. Какви се реакциите уште по еден ваков триумф? Така, реакциите, па да ви кажам, кога веќе низ медиумите се рекламираме, така да речем, иако градот и повеќе од што очекувавме знаеше за нас, меѓутоа сите потајно не тапшаа по рамо, кажуваа браво, вие сте и морални победници, продолжите така и ќе продолжиме. Имаме, веруваме во нас и веќе целата штипска јавност и регионот стигнуваат поддршка и од соседните градови, дури сакаат и да ни помогнат финансиски од соседните градови, бидејќи се отворија многу клубови пинг-понгарски во регионот, во Виница, во Кочани. Поздрав до Кочани кој влезе во втора лига, пинг-понгарскиот клуб Виница исто така, пинг-понгарскиот клуб Радовиш кој исто така финансиран од локалната самоуправа влезе во Суперлига сега, ќе имаме конкурент комшиско дерби во наредната година каде тренираат, работат. Ние се одлучивме на тој чекор и ќе продолжиме без разлика на дали ќе ни помага некој или не. Па може би добро е да се шири пинг-понгот, може би заради тоа што не треба премногу големи инвестиции за да може да се спортува, макар и да се надпреварува. Така, пинг-понгот е многу ефтин спорт, многу малку пари треба за да се твори, да се работи. Знаеме дека кога ќе дојде ред да се распределуваат, не сум стручњак по тој дел, нели, ама средствата кога се распределуваат, нека си земе секој свој дел. Па и шампион шампион на Република Македонија, да се има еден дел мал учество кај што ќе треба да работи, да твори и да придонесува. Строго наменски средствата, ниту за плата, ниту за на играчите да им се дава, ниту за хранарина, ни хонорари, ни премии. Само да ги платиме основните услови, да купиме гуми и рекети, што имаме знаење, имаме умење, имаме техника и сме спремни да нови генерации ги изведеме. До кога сте спремни вака да се жртвувате себе си? И не само вие, тука останатите ваши пријатели, Младеновски, Кралев, ги спомнавме Драги Јорданов и Редис. Целата таа структура на тимот до кога е подготвена вака да работи со голем ентузијазам, кој не виден барем за овие прилики кај што парите го вртат спортот, го вртат светот, ама и спортот. Па видите, тоа жртвување ќе биде до крај додека го сакаме пинг-понгот, а таа љубов нема никош да згасне. Јас верувам во моите играчи, во моите соработници, верувајте дека секојдневно играат сега и рекреативно, правиме турнири за рекреативци, правиме турнири за младински и пионерски категории. Љубовта никош нема да згасне и ќе бидеме упорни во тоа. Еве сега, 3 години поред, на 13 и 14 јуни, ќе организираме меморијален турнир Борче Кикиритков. Турнир кој ќе остане традиција и се надевам многу години понатаму, бидејќи Борче Кикиритков е еден од најзаслужните за големите успеси на штипскиот пинг-понг и човек кој придонесе за развојот на пинг-понгот и наш учител кој не учише како да играме и сме многу благодарни. Меморијалниот турнир, морам да кажам, ја известувам целата штипска јавност и во регионот да повелат на 13 и 14 јуни во салата на Средното општинско училиште Колен Ехтенин Емуц, да дојдат и да ги видат надпреварите од меморијалниот турнир. Гости ќе ни бидат репрезентација на Косово, репрезентација на Србија, репрезентација на Бугарија, ќе дојдат играчи кои се на врвот на Балканот и во Европа, како и минатите години, доаѓаат, не почитуваат и ние бевме на неколку турнири, за да ти дојде некој добар играч и вие исто треба да ве почитуваат. Да. Значи, еден Богатинов со учество на 3 светски и 3 европски, почнувајќи од 97 Холандија, 2000-та Малезија, 98 2010-та после па во Москва, каде го носевме македонското знаме, Филип Младеновски на 4 светски учесник, 3 европски, вице-шампион на Република Македонија неколку пати, ова година беше трет на државното првенство, кој беше без пораз оваа година, до пред едно коло и се надевам дека Кралев Александар, кој беше и на таа средношколска олимпијада во Москва меѓу првите на Балканот и Европа, и се состанавме, направивме една целина и
мислам дека ќе направиме. Така на овој наш разговор да прашам заради тоа што е нужно. Ви честитали од конкуренцијата, од конкурентскиот клуб? Видите, не сакам да навлегувам во таква дискусија, немаме многу време. Сограѓани, така, честитали на крајот? Честитки не добивме, ние сме строго професионално, работиме заедно со нив и еве ги повикувам своите играчи да ги пријават на нашиот турнир на Борче Кикиритков, бидејќи тие се играчи кои исто така си ги почитуваме, тоа се наши деца. Таму членува Петар Костовски, кој беше член на Филип II. Така е. Пинг-понгарскиот клуб на Драги Јорданов, кој пред неколку години изгасна. И Игор Саздов е таму, тоа Филип Димитриевски. Мислам дека Костадиновски и се надевам дека нема потреба од да збориме за конкуренција, туку да збориме за соработка, понатаму да твориме и да работиме. Имаме можеби различни размислувања, меѓутоа не сакаме да имаме да се гледаме како спротивставени страни. И за крај што очекувате од догодина следната сезона? Најнапред, еве, најавувам и сега дека одборот на нашиот клуб се состана и веќе сме спремни да пријавиме да ја го пријавиме нашиот клуб во надпреварите во Ненси Еванс куп од Лига на шампиони. Тоа ќе биде крајот на септември или почетокот на октомври. Учеството ќе биде некаде ќе преферираме да биде на гостински терен, турнирски се игра 4 европски екипи, меѓу нив ќе бидеме и ние, да изиграме, да ги одмериме силите, бидејќи ние сме играле, јас сум учествувал на 5-6 такви турнири и да ги одмериме силите, да го презентираме градот Штип и Република Македонија, да се вее македонското знаме со многу малку пари. Ако не финансираат и за овој, ние ќе поднесеме барање, пак сами ќе си платиме. Значи и сега еве јавно кажувам, ќе најдеме средства од буџетот од дома, да, ние ќе одиме на тој куп, само еве една молба да не е критика до Федерацијата на Република Македонија, ако ја гледате емисијава, со повеќе агилност и поголема пожртвуваност мора да имаат поголема организација, подобра организација, бидејќи сите тие мали средства кои треба околу плаќање на котизација, околу тие организацијски работи да ги средат за да можеме да настапуваме и во било која конкуренција, и во сениорска, младинска и пионерска, бидејќи сега имаме настапи за пионери и младинци во Словачка, не можеме да отидеме во заложниство на федерацијата сме. И се надевам, се обративме до председателот на Пинг-понгарската лига Здравје Радово, која ете како еден официјален водич, спонзор на Пинг-понгарската лига, да се заложат малку подобро, бидејќи пинг-понгот е многу убав спорт. Преку пинг-понгот можеме да ја представуваме Македонија, амбасадори, така дека ако можат политичарите да излегуваат секојдневно да идат во Европа и да ја презентираат Македонија, ние како спортисти на многу убав начин, преку спортот, преку пинг-понгот, да го вееме македонското знаме и да го презентираме нашиот град Штип. Саше, благодарам за разговорот, уште еднаш честитки за шампионската титула и се гледаме на турнирот, тоа е скоро. Благодарам, им порачувам на сите да дојдат во сабота и недела 13-14 јуни во салата на Соуколин Ехтенин, меморијален турнир Борче Кикиритков. Благодарам на вас како медиум и се надевам дека вашите емисии ќе ги збогатиме со многу повеќе титули. Апсолутно, ќе ни биде во наредниот период. Ќе ни биде драго. Емисијата продолжуваме со реклами.